Бесплатен оброк за децата кои потекнуваат од семејства од ранливите категории кои посетуваат целодневна настава, обезбеди годинава општината Македонска Каменица, додека нови на оваа година и обезбедувањето бесплатен оброк за секое второ дете, на кое ќе му бидат покриени трошоците за топол оброк. Покрај организирањето на целодневна настава која што е организирана во претходните години, тој тренд го продолжуваме и оваа година. Оваа година исто така Општина Македонска Каменица на оние кои што се во целодневна настава, а кои што се од социјалните категории, значи доделува бесплатен оброк за сите дечиња кои што посетуваат целодневна настава. Од друга страна и секое второ дете кое што е во основното училиште посетува исто така целодневна настава, од страна на општината ќе бидат обезбедени финансиски средства за покривање на топлиот оброк кој што ќе се дава во рамките на училиштето. Првиот училишен час во општинското основно училиште Свети Кирил и Методи започна без проблеми. Радува фактот што во училишните клупи седнаа поголем број направачења за разлика од минатите години, вкупно 80. Сите услови се обезбедени за успешен почеток. Превозот во селските средини ќе се одвива нормално како и секоја година. Зголемен е бројот нешто за кое што можеме слободно да се пофалиме на правачињата, значи од ланскиот период и претходните 2 години се движиме во нагорна линија. И во останатите одделенија забележан е пораст на бројката на ученици. Таму вкупно се запишаа 66 ученици поделени во 4 паралелки. Од претходната година имаме поголем број и тоа за една паралелка. Претходно беа 52 ученика ми се чини, сега се 66. За добар почеток на училишната година учениците добија скромен подарок од градоначалникот Дарко Митевски, со што и официјално започна првиот училишен час.